Добар ден, Маргарита, добре дојде. Навистина се радувам денеска што си тука, бидејќи сметам дека твојата приказна како жена предприемач и собственик на бизнис ќе биде многу инспиративна за сите слушатели на овој подкаст. Претпоставувам дека патот до тука не бил лесен и бил исполнет со многу предизвици, зашто ти денеска ќе ни раскажеш повеќе и со тоа можеби ќе инспирираме група на жени предприемачки или жени кои што сакаат да започнат собствен бизнис. Јас не би сакала премногу да должам со поведот, бидејќи твојата приказна е навистина интересна. Мислам, од советник на министерот за здравство до основач и собственик на компанија. Па би сакала да почнеме со тоа како ти се одлучи за овој чекор да започнеш собствен бизнис. Здраво, Мија. Пред се голема благодарност до вас што ме поканивте да бидам дел од овој ваш успешен проект. Па како да кажам, зошто го направив тој чекор, некако низ години или низ искуството на мојава работа, сватив дека не сум човек кој што сака да има работно време од дом. И некако не се гледав сама себе во иднина да сум во некоја канцеларија и да работам некоја работа која што нема динамика и нема креативност, по шаблон. И некако дали од мои рани години имав некоја, како да кажам, точно дефинирана цел каде би сакала јас да се гледам во иднина. И водејќи ме таа инспиративна цел, се одлучив да ја ставам како на дневен ред, за да можам да ја разложам на едни мали ситни корчиња. И со тоа се роди основувањето на Potens Consulting. Кога сме на Potens Consulting, ако може повеќе да ни раскажеш за компанијата, колку вработени имате, какви услуги нудите, каква е динамиката во самата компанија? Potens Consulting е мала компанија, многу мала компанија. Ние сме и многу нова компанија. На пазарот сме веќе една година. Пред месец дена имавме прв роден ден на Potens Consulting. Услугиве кои што ги нудиме на Potens Consulting се консултации. Работиме на проекти со проект менаџери. Изработуваме проекти. Ние мислам го работиме и маркетинг дело, како контент креации, social media management, фото и видео продукт, веб дизајн, одржување на веб дизајн, организација на евенти, на настани. Мислам дека веќе ги опфатив сите низа на услуги кои што ги нудиме ние како компанија. Тимот исто така на Potens Consulting не е мал, тројца сме ние во тимот кои да активно работиме на проективе кои што се залагаме. Меѓутоа морам да нагласам овде дека сите се професионалци во својата бранша, па некако така супер се координираме еден со друг и се надополнуваме. Да, мислам, честитки прво. Благодарам. Второ, верувам дека компанијата и понатаму ќе расте. Понекогаш не е битна бројката на вработени, толку колку добро работи тимот, без разлика на тоа колку луѓе има. Сега ние сме фокусирани на квалитетот отколку на квантитет. Да. Морам да го нагласам на тоа. Како жена ти во овој бизнис свет, колку мислиш дека се битни овие жени лидери во бизнисот? Дали мислиш дека ги има прво доволно и што мислиш дека доколку ги нема, што би можело да се направи за да им се помогне тие да основаат свој бизнис, да им се даде начин да се охрабрат да го превземат тој чекор? Па вака, гледајќи, мислам и анализа што ја работам јас на пазарот, затоа што тоа е дел од мојава работа, можам да кажам дека во денешниот бизнис свет има значителен напредок на жениве. Меѓутоа јас лично сметам дека се уште има простор за раст и за подобрување. Точен е фактот дека се повеќе жени се наоѓаат на лидерски позиции. Точен е фактот дека се повеќе жени преземаат ризик и започнуваат свој собствен бизнис. Точен е фактот дека се повеќе жени придонесуваат иновативни идеи низ индустриите. Меѓутоа, јас сметам дека се уште, за жал, постојат структурни
ограничувања и општествени очекувања и предрасуди за жениве, со што им се отежнува патот да дојдат до финанси, да дојдат до вмрежување и да дојдат до менторство за разлика од нивните мажи колеги. Јас дефинитивно сметам дека жените треба се почесто да бидат вклучени во лидерските позиции, затоа што различното како да кажам, различното лидерство ја раѓа креативноста, ја раѓа иновацијата. И жените, ние жените некако имаме уникатни пристапи при решавање на нашите проблеми кои ги имаат како недостаток, кои машките ги имаат како недостаток. Ние имаме некои различни гледања при решавањето на одредени проблеми и мислам дека се надополнуваме. Јас не велам дека ние сега треба да бидеме нешто, ние сепак сме понежниот пол, меѓутоа мислам дека треба да ни бидат пак дозволени, работиве за нашите професионални амбиции да дојдат на едно повисоко ниво. Јубо ми е што ме начнам, бидејќи тоа ќе ми беше и следното прашање, односно како дали мислиш дека има предрасуди кога станува збор за жените во бизнисот, бидејќи исто го зборувавме во претходната епизода од овој подкаст. Тогаш би сакала да прашам, бидејќи зборуваме дека ги има овие предрасуди, што би издвоила ти како, да речеме, најголем предизвик или најголема препрека што ти беше на патот кон основање на сопствен бизнис? Така, ние жените за жал се носиме со многу предрасуди кои што ги има, мислам, во делот на бизнис секторот, на некои општествени ограничувања и предрасуди. Предрасуди кои што би ги спомнала се дека жените не се родени лидери, жените се премногу емотивни за бизнис, жените треба да го стават семејството пред кариерата, жените немаат техничко и финансиско знаење и бизнисот е премногу ризичен за жени. Јас со повеќе од тие не се согласувам. Меѓутоа, мислењево или предрасудата како жените дека треба да го стават семејството пред кариерата, го сметам како еден за најштетен мит. Затоа што ние жените можеме да правиме баланс, меѓутоа јас овој мит го сметам за најштетен затоа што овде како да кажам се појавуваат општествените очекувања од жените кои што влијаат на професионалните амбиции за жените. Со тоа што се надоврзува циклусот на се помалку жени да не се вклучени во бизнис секторот. Затоа што нели со тоа ограничување некаде се зборува дека жените не можат да го спостават равнотежа дома како на професионалниот пат заедно со кариерата. Јас не се согласувам со тоа и мислам дека на жените треба да им се даде можност да одлучат дали они сакаат и доколку имаат професионални амбиции, некако да имаат потребка од самото општество да може тоа да го реализираат. Мислам прашањето на кој начин би ние можеле да помогнеме на жените. Јас би рекла дека треба да им се даде некоја поголема можност за вмрежување, затоа што тоа е битен сегмент во еден бизнис, да им се отвори можноста за доедукација, за образование и совршување на одредени вештини. И мислам дека многу е битно ние да негуваме заедница во која што ќе имаме организации во кои што жените некако ќе се чувствуваат поддржани, каде што ќе им се даде можност да можат тие да одлучуваат и да владеат со одредени сегменти. Да, мислам дека еден дел е таа промоција која што зборуваме и поддршка на жените и овој подкаст, бидејќи друго е јас да зборувам, друго е кога ќе слушам жените предприемачкиот колеж жена предприемач на оваа тема и дека може да се воспостави тој баланс и дека доколку се сака и со напорна работа. Да, јас би рекла дека со добра организација се постигнува све. Битен е клучот на организација и солидна комуникација, без комуникација ништо, да. И јас би ги охрабрила жениве да не се плашат да побараат помош кога им е потребна.
ние некако дека сме научени дека можеме се сами, но меѓутоа во одредени сегменти ни треба на нас добро менторство и ни треба поддршка за нешто и да не се плашат да побараат помош за било кој сегмент кога им треба, дали од партнер, дали од некој колега или од некоја жена која што ние гледа, пошто ние сите имаме инспирација од некој што кој се инспирираме. Значи јас ги поддржувам овде дека слободно и треба да побараат поддршка кога мислат дека се во ситуација им е потребна. Јасно. Сега би сакала малку да се вратиме на тебе и на твојата компанија. Сакала да те прашам какви се твоите амбиции по-долгорочни, да речем, за Potensko Consulting? Каде би сакала да ја видиш својата компанија за неколку години? Какви ти се плановите, мислам, ако не се тајни? Па вака, јас како визионер на Potensko Consulting во рани нововедувачки фази од овие рани години на градење на самата фирма, нормално дека имам поставено цели, краткорочни и долгорочни. Дел од нив се лични, дел од нив се структурни за проширување на самата компанија. Јас, како да кажам, директно никогаш не зборувам за тоа што сакам да постигнам, затоа што имам мислам, повеќе лоши искуства кои ќе ги кажам вака на глас моите цели, па некако све ќе тргне во друга насока. Меѓутоа вака општо јас за лични би рекла дека многу голема работа, развој, мислам многу голема работа на сама себе. И усовршување на некои мои вештини кои што сметам дека во моментот ми се како недостаток, тоа значи многу едукација и барање и консултација со ментори кои што сметам дека би можеле да ми помогнат. Како да кажам, за компанијава, нормално диференцијација на некои производи, воведување на иновации. Сега ние сме во делот на вештачкава интелигенција, така да мислам дека сите компании ќе продлежат на дефинирање на целите за да можеме да ги метнеме таа вештачка интелигенција во наше секојдневно работење, за да дадеме поквалитетни услуги и позадоволни клиенти да имаме. Секако проширување на моето портфолио на задоволни клиенти. Фокусирање на вработените, затоа што добриот тим не треба да го менуваме, треба само да го унапредуваме за да бидеме сите подобри во тоа што го работиме. Одлично. Звучи како сепак да имаш се испланирано. Да, јас низ текот научив дека организацијата е многу битна и клучна, според мене, меѓутоа некако научив да бидам прилагодлива. Јас имам план по кој би се движела, меѓутоа прилагодлива сум затоа што не секогаш води се според план. Особено вака во раните фази кога ја градиш ти компанијава си имаме ние секојдневни ризици и предизвици кои што мораме да ги надминеме. Не секогаш резултатите кои што сакаме да ги постигнеме и да ги дофатиме ни се според планот како што го имаме направен. Добро, Маргарита, би сакала тука да го завршиме подкастот, но за крај би сакала доколку можеш да извоиш еден совет за жените предприемачки или уште побитно би рекла за оние кои што размислуваат да започнат собствен бизнис, но се уште не знам, можеби немаат храброст или не се сигурни дали можеш, што би им препорачала ти од вас своја позиција? Па јас, како да кажам, обично пред да започнеш нешто што не ти е познато, имаме сите некој страф страф непознато, не знаеме дали да делуваме, не размислуваме премногу. Јас би ги советувала некако да не размислуваат премногу, ако има точно определена цел и знаат што сакаат да работат. Нивната идеја нема никој да ја разбере подобро од нив самите. Би ги советувала да имаат храброст да действуваат, затоа што храброст не е да немаш ти страв, туку храброст е да действуваш и покрај стравот што го чувствуваш. И тоа мислам дека ги некако ги одликува успешните луѓе, дека мислам они действуваат и покрај стравот што им се јавува.
во одредени ситуации. Јас тоа би го нарекла некоја позитивна трема на самите себе, за да можеме нели да се надминеме и да излеземе од таа наша зона на комфортност, за да можеме нели да постигнеме некој успех и да не се плашат затоа што сите приказни не мора да завршат со неуспех и меѓутоа доколку имаат неуспех во одреден момент нека гледат тоа на лекција, а не на нешто трагично. Добро, значи ова се повеќе совети, Повеќе. се радувам, не мислам одлично човек како тебе кога ги сподели овие нешта, значи премногу значат. Затоа би сакала сега да се заблагодарам што ја прифати оваа покана, што дојде на овој подкаст, многу сме почестени од страна на Фондација Мир. Ти си само еден доказ дека и пример, дека упорноста и добрата работа водат кон успех. Од наша страна ние може само да ти посакаме успех во сите твои идни проекти, што јас лично сум сигурна дека ќе биде така и понатаму. Да. Јас би додала овде дека дисциплина и секојдневни мали чекорчиња кон целта кои ни се поставени на сите. Ви благодарам уште еднаш за поканата и баш се радувам што сум дел од овај баш успешен проект.